цената на искреноста, на добрината и на контроверзноста во нашата држава Македонија? Одговорите на овие прашања ќе ги добиеме од една од најпопуларните македонки, јас би кажал и балканки, задругарка, односно како ве вика елитарки? Елитарки, да. Елитарки. Реалити учесничка, гласноговорник на многу теми, а тоа ќе го докаже и во ова денешно издание од Прва Скопска телевизија во емисијата Давета Прва, една единствена Моника Станојкова. Здраво, Давид, пред се ти благодарам на поканата во твојата емисија. Ти знаеш дека мене ми е многу драго кога ќе учествувам во твои емисии и најавата е прекрасна, морам да признам. Фала ти, инаку и мене ми е навистина драго кога снимам со тебе, затоа што знам дека ќе бидам награден финансиски, затоа што знам колку ќе биде ова гледано. И благодарен сум ти. Ама ветувам дека после тоа ќе почестам ова вест. Нема проблем, слободно. Рече дека си добра, навистина ми се допаѓа твојот стајлинг, веќе сме лето, веќе го допираме нели почетокот на летото пополекано сигурно. Но ти се облекуваш вака разголеми во зима, ти немаш проблем. Точно, да. Тоа е некој мој стил за кој сум од некој осудувана, на некој му се допаѓа. Така да, ја не би го менувала тоа. Тоа едноставно ме отсликува мене, тоа сум јас. Јас не би се чувствувала комфортно ако би носела нешто друго во кое што јас не се осеќам удобно и не се осеќам дека сум тоа јас. Моника, ние живееме во демократско општество и секој има право на свој глас и на свое размислување во денешно време. Но сепак треба да сме честни и добри луѓе. А ти имаш право да се облекуваш како што сакаш и според мене ти се облекуваш одлично. Но Бојан Јовановски, алијас Боки 13, мислам дека сега има емисија нека, односно подкаст, и ти скоментира во една лоша конотација, додека ми го одговориш, нели, ти, таа негова теза додека одговориш, предлагам ние да го видиме на кратко тоа видео. Види, она ќе ме јаде мене овдека. Жено Божја, дал си ти крштена? Дал си ти нормално? Да, се враќаме. Моника, те допираат ли овие негови зборови? Па не ме допираат, него јас не одговарам на некои такви провокации, но морав да имам исто така напишано коментар под неговото видео, затоа што кога дојде ред некоја таква личност мене да ме коментира, и многу лесно е да се гради кариера на тој грб, но секако таа кариера и не трае долго. Некој гради име со труд, некој со плукање по други, зависи кој со што располага. И морав да, пошто многу луѓе ми го пратија видеото, и пак ќе кажам, кога дојде ред такви луѓе да ме коментираат, знам дека сум на прав пат. Сакаш да кажеш дека она вистинска адекватна личност за која ти се сметаш дека ако тој те коментира дека ти си на вистинскиот правиот пат? Не. Него во лош контекст сакам да кажам дека луѓе кои што биле во затвор, бивши криминалци, луѓе кои што се облекувале како се облекувале на времето, мислам дека апсолутно такви луѓе немаат право да ме коментираат и затоа го кажав тоа во саркастична смисла, дека кога дојде ред да ме коментираат такви луѓе, знам дека сум на правиот пат, бидејќи апсолутно баш он мислам дека нема воопшто право да коментира било чиј изглед, со оглед на тоа што знаеме како беше неговиот изглед пред 10 години. Јас се надевам дека Бојан можеби сигурно ќе се покае по таа негова изјава. Јас со него не се познавам, но мислам дека во животот најбитна мисија на секој човек е да шири љубов, емпатија, добрина, затоа што мислам дека сме толку малце народ во Македонија, ако ти на некого, конкретно на Бојан, не си му направила зло, зошто тој да те навредува и да те коментира? И јас не го познавам него лично, али јас за мојата 5-годишна, да речем, кариера на TikTok, на Instagram, апсолутно немам испрозивано никој, немам снимано видео буквално за некој, без разлика и мене има работи кои што не ми се допаѓаат, но едноставно тоа се скролаш и тоа е тоа. И мислам дека, али пак ќе кажам, знам дека не сум рамна линија, дека луѓето не се рамнодушни на мене, дека ипак оставам некаков печаток и тоа е мојата цел. Така е. Мојата мисија. Така е, браво, и тоа навистина го правиш одлично, ти си започет, поготово јас тоа лично можам да го сведочам, затоа што ако не се лажам некаде февруари, јас ти бевме на заеднички протест по убиеното куче Феликс, кој се одржи пред судот во Скопје. И навистина многу луѓе, поготово сите нели здруженија како што на пример Лајка слободно ви кажал, здружение на животи, те го поддржаа твојот лик и дело за тоа што се бориш за правата на кучињата.
Точно, да. Тоа е исто една моја мисија која што цел, да речем, која што сакам да дојдам до таа цел, бидејќи јас сум многу голем љубител на животни. Јас пред се чувам куче, сите го знаат моето куче. Лео, да. И мислам дека знаеш и ти самиот колку беше потресна случката што се случи, за која што и бевме на протест. И малце ќе избегам од темата, баш што спомна пред малку. Тоа е муабитот. Никој не зборува Моника потекнува од добро семејство, Моника потекнува од нормално угледно семејство. Моника е факултетски образована личност. Моника помага, јас многу помагам, само што сето тоа јас него експонирам и него покажувам, бидејќи во еден начин мислам, дали е добро да го експонирам, да потикнам некој друг да помогне или е подобро да го правам тоа тајно, али мислам дека во иднина многу повеќе би прикажувала тоа што го правам, за луѓето да не ме гледат мене само како контент креатор, да не ме гледат само како фигура која што се облекува провокативно, бидејќи јас ја носам облеката, не ме носи таа мене и ти ја купуваш. Да, него отсликува тоа мојот карактер. Тоа е едноставно некоја моја комфорт зона каде што се јас чувствувам комфорно и удобно и мислам дека јас имам многу повеќе квалитети за разлика од тоа што го гледат луѓето, но тоа го знаат тие што се во моја близина, го знаат мои блиски луѓе и мислам дека во иднина многу повеќе би прикажувала тоа хумано што го правам, што многу помагам. Исто така пред 2 дена бевме со Лео на хуманитарна изложба која што средствата беа донирани за настраданите во Кочани. Браво. И мислам дека многу повеќе би го објавувала тоа. Исто така волонтирам во Лајка, моментално не, некој месец дена бидејќи имам премногу обврски, но помагам на многу бездумни кучиња. Исто така во оваа прилика сакам да ја поздравам негователка од Лајка, Оля, која што срцето го остава таму и чест ми е да ја поздравам и многу ми е голема чест што се запознав со личност како нејси. Браво, и тоа е навистина за почит. Ако може, аплауз за Моника, ве молам. Така е. Сакам вака, самата кажа дека си нели факултетски образована, ти си нели дипломирана економист. Дипломиран економист, да. Така е. Знаеш што сакам да те прашам? Зошто не заработуваш од таа професија, туку се занимаваш да речеме со шоу бизнес? Затоа што шоу бизнисот е нешто за кое што сум сонувала од мала. Дипломата за економски факултет ја земав затоа што сакав да имам факултет, сакав да имам диплома која што не знам кога во животот би ми била потребна и кога би ја искористила, но пак ќе кажам не е туку така завршен тој факултет. Јас работам онлайн, водам администрација за неколку фирми, бидејќи мојот смер е сметководство од секторот менаџмент и предприемништво. Браво. Така да има поврзаност, мада и шоу бизнисот е еден вид на како да кажеме, многу можеби е многу различно, но ипак многу слично со она што го имам јас завршено. Али пак Моника е во шоу бизнисот. Економијата е како да кажем нешто како секонд. Талентирана си и така да ќе си работиш оваа работа за која Да. тоа е шоу бизнис, за која што дефинитивно знаеш како да привлечеш внимание и тоа го работиш на вистина одлично. Ти си на кој може слободно да кажам првиот тиктокер, односно првата тиктокерка во Македонија, Точно. која што нели почта со оние огромни бројки, како ги вика 10, 20, 50 к, така ги викаат жаргонски к. Да. На почетокот имав првото видео кога ми помина 1 милион прегледи. Вау, што? Да, Стварно? да. Веќе Браво. имам неколку видеа. Милионерки имаме во студио. Да. Браво. Првото видео тогаш веќе знаев дека е тоа, дека морам да продолжам и дека не толку така баш јас сум почнала прва со таа платформа и не толку така сум го добила првиот 1 милион. И знаев дека морам да го оправдам тоа. Браво. Да. За твоите гледачи нели на TikTok, на Instagram. Точно. Кога зборуваме за социјални мрежи, неизбежен е фактот, морам да те прашам за жал, тоа се оние злобни хейт коментари. Знам дека се соочуваш со нив, но ме интересира, мотивацијски сакам да знам јас, па и многу наши гледачи, како се соочуваш ти со тие хейт коментари? Апсолутно никако. Мора пред се, јас кога сакаш да бидеш во оваа работа, мораш да бидеш спремен на тоа.
затоа што луѓето не даваат конструктивни критики. Луѓето се вулгарни, безобразни, спомнуваат семејства, спомнуваат секакви работи што секој не би можел да премижи на тоа. Не викам дека ме нема трогнато некој коментар, дека ме нема погодено, јас имам неколку пати кажано и пак ќе кажам. Единствени коментари што може да ме погодат се коментари ако се спомнат некој од моите блиски, моето семејство пред се, а инаку коментари што се за мене, на тоа сум веќе навикната и мене ми на еден начин даваат мотивација тие коментари, затоа што само неуспешен, несреќен човек кој што нема свое мото во животот, нема своја цел во животот, може да коментира и да остава коментари под туѓи објави. Зошто, например, јас не го правам тоа? Зашто не го правиш ти? Затоа што се осеќаш исполнето, имаш љубов во животот, имаш исполнетост, имаш успех, се трудиш кон нешто и затоа не го правиш. Да. И едноставно, навистина, можеби звучи чудно, но апсолутно јас дури не ни брешам коментари. Браво. Никако, бидејќи мислам дека втор пат кога ќе го погледнат тие луѓе коментарот, можеби ќе си помислат зошто го јас оставив ова, зошто го оставив на личност која што не ја познавам, личност која што ја гледам само на екран, али како и да е, јас сум тука каде што сум и тоа не може никој да ми го оспори. Јас сум познат по својата директност, а и ти си позната по своите директни тези, директни одговори и така натака. Би се осмелно те прашам вака, дали мислиш дека македонскиот народ е злобен? Да. Зошто? Македонскиот народ е и премногу злобен. Зошто? Па мислам тоа дека не може да се опише со зборови, бидејќи не знам како да кажам, а да звучи нормално, бидејќи во некои моменти сум многу револтирана, што не сакам сега на телевизија да употребувам такви зборови, али мислам дека и ти самиот знаеш колку е злобен македонскиот народ и сите знаеме дека едноставно во Македонија и да сакаш да направиш нешто, и да сакаш да одеш напред, и да сакаш да успееш во нешто, 70% од луѓето те уверуваат дека не си ти за тоа, и тоа го прават, како да кажам, на некој подмукол начин, на некој кварен начин, и самиот гледаш по коментарите што ги остават, пример конкретно кога сум сега јас во мојот случај, кога може некој што не ме знае да остави секаков вид на безобразни, вулгарни, па и може да кажам, не знам. Некому може да бидеш и ќерка и внука од тие што коментираат. Точно. Ја нема таа емпатичност. Нема. Јас тоа сакам да се надоврзам, мислам дека најголемиот проблем кај нас македонците тоа што за жал, еве ќе зборам о множина, се изгуби таа емпатичност. Да. Но еве верувам некако јавни личности преку овој нов убав телевизиски медиум, а тоа е Прва Скопска ТВ, ќе како кохезија ќе направиме некоја магија, некое страшно поврзување да се поврзе таа љубов и емпатичност кај ние. Така само можеме да се сполтиме како народ и да бидеме среќни. Ни фали многу емпатија. Ни фали. И мислам дека кога барем 10% од мојата емпатија јас што ја имам би имал секој поединец, дека би било многу подобро. И верувам дека ќе се случи некогаш некое чудо во Македонија, да се сакаме сите како народ, да не се мразиме, затоа што секој има право на свој став, на свој изглед, на свој размислување и така натака. Што мислиш ти, дали Македонија е спремна за жени како тебе со свој јасен став? Не, апсолутно не. Одговорно потпишувам за ова, не. Македонија е спремна за жени кои што зависат од својот маж. Македонија е спремна за жени кои што апсолутно не се во шоу бизнис. Македонија е спремна за жени кои што живееле пред 50-60 години. А ова што сум јас е нешто ново и мислам дека многу време би требало за луѓето во Македонија да сватат дека и ова е нормално, само кај нас се представува како ненормално. Мислам дека сме се уште конзервативно заглавени. Точно. Во некоја традиција која што е за почит, но јас тоа секогаш го кажувам. Ако некогаш жената во турско време немала право да искочи од дома, а потоа нели готвела, имала право да искочи од дома, затоа сега се менуваат времињата, сега и жените и работат и имаат право на свој став, на свој стил и така натака. Сакам да те слушам вака, ако утре Моника Станојкова станува првата женска, нели, премиер, првиот женски премиер во нашата држава, какви промени ми направила ти? Па не знам од каде да почнам и од каде да завршам. 5 промени. Со оглед на тоа дека живееме каде што живееме,
И па не знам, мислам дека ова мислам дека имаме дискутирано во врска со оваа тема, да. Сум работел во И други јас, редакции. да, но јас пак ќе останам на тој став дека прво и пред се поголеми права за животните, тоа е моја цел и тоа никогаш нема да отстапам од тоа, па макар против целиот свет. Друго, да парите да не ја извршуваат правдата. Така е. Правдата да доаѓа како што треба, а не да биде како да кажем задоволена со финансиски средства. Не би искрено, мислам дека јас би рака би подала на тој премиер или председател, не знам што ми кажа. Премиер, поголема функција. Да, што би Позначен. можел да го исправи сето она што на нас не фали. Јас не можам да ти дадам 5, бидејќи ако почнам да набројувам 55 ќе бидат, но ајде да ги ставиме овие две кои што ми се на мене, да речем, најмногу ми бодат во очи. Так, ќе се бориш ли против корупцијата, против непотизмот кој што мислам дека не уништија како народ? Тоа искрено и последниот случај не е многу голем сведок за тоа. Зборуваме за Кочани? Точно, да. И не знам, не сакав ни да го спомнам тоа, бидејќи веднаш ме враќа и ме потсетува на тој настан кој што верувам дека на сите кои што, како што спомнав, имаме барем малку емпатија во нас, не има тоа погодено, не има трогнато. Тоа ипак луѓето знаат, јас сум од Штип, имаме деца кои што се од Штип, кои што беа жртви од тој пожар. И мислам дека Твои пријатели, познаници? па не пријатели, али Штип е мал град, значи не Познаници. сите познаници, да. И мислам дека барем тој настан треба да биде една лекција, еден добар ќотек, како да кажем, за сите нас и за мито и за корупција, али мислам тоа постоело и ќе постои. Може би е неблагодарно ова што го кажувам, но мито и корупција постои не само кај нас, мораме да сложиме, постои секаде, но кај ние сме, мислам, она централата. Да. Ние сме центарот, да. Ние сме епицентарот на корупцијата во Епицентарот на светот. корупцијата, но се додека имаме таква политика каква што имаме, може сега да ме осудат многу луѓе, дека немам право да зборувам за политика. Не имаш затоа што си полнолетна, имаш право. Но- И си државлянин на оваа земја, имаш апсолутно Да, право. но додека управуваат такви луѓе како што управуваат со нашиот систем, со нашата, мада кај нас и системот е Што би рекла на Паднат. српска песна, систем те лаже, не веруј што ти каже. така, мислам дека ништо не би се променило, али пак ќе кажам, се надевам дека последната трогателна, јас не памтам некоја полоша случка да се има случено кај нас во Најголемата трагедија Македонија. по Втората светска војна, Најголема дефинитивно, трагедија, да. точно. Мислам дека барем 50% треба да ги освести оние кои што се одговорни за сето тоа што се случи. Дали си политички ориентирана, определено? Не, Не. никогаш. И мислам дека и во иднина никогаш не би се определила за било која политичка партија. Да. Зборувавме за твоите, нели, можни хипотетички промени кои ти би ги направила во оваа држава ако некогаш бидеш првиот женски премиер, дефинитивно. И со овој прв дел од емисијата сакаме, нели, да резимираме дека Моника Видов е во едно сосема поинакво светло, дека е пред се првенствено страшно интелигентна особа, убаво размислува и е навистина особа без, нели, влакна на јазикот народски кажано. И после ова можеме да кажеме дека Моника апсолутно треба да биде премиер на Република Македонија. Така е. Моника, знам дека често го слушаш Метрополис радио и знаеш да одиш во ресторанот Франклин, затоа Точно. би сакале да ги поздравиме нашите пријатели во оваа епизода. Најпопуларниот ресторан во Скопје, најурбаниот Франклин ресторан и едно од најслушаните радија во Македонија, тоа е 994 Метрополис радио. И нашата најпрекрасна гостинка, за која ќе има многу проблеми, би можел да кажам, во оваа епизода со мојата екипа, после камерите, затоа што ќе ги терам да ми направат 450 милиарда рилови од оваа епизода. Продолжуваме понатаму. Моника, дали сакаш да се забавуваме со една многу интересна игра или па сакаш да одиме со вториот дел на нели позабавни прашања? Па со оглед на тоа дека си ти домаќин, ја би го оставила изборот на тебе. Фала ти навистина за твојата нели култура. Па тогаш е време за игра.
Ајде. Останете со нас. Само да не ме тераш да пеам. Не. Моника, колку прсти гледаш? Ич. Добро, Ништо 4 не вече гледам. прашање, ама добро. Океј, сакам... Сакам, ова беше една мала шега, океј, испад, небитно. Сакам вака, да ти обяснам играта. Ова игра е да го погреш предметот со затворени очи. Однапред ти кажам, нема да се плашиш, не се работи за животно, иако сакаш животни. Добре. Но треба да го погодиш предметот со затворени очи. Слободно можеш да ми поставаш прашање, јас ќе ти одговарам Ја мислам треба да допрам. Ќе допреш, чекај, потом, хронолошки одиме. Ајде. Така. Ајде, сакам вака, да го погодиш овој предмет. Што би можел да биде овој предмет од прилика според тебе? Не знам. Во каква агрегатна состојба се наоѓа? Може би тврда. Одлично, да, тврда, да. Одлично. Дали можеш, например, да погодиш боја, сантиметри на предметот? Боја, може би жолто. Не е жолто. Не знам. Зашто се употребува? Црвено. Не црвено. Зелено. Зелено е, да. Ме интересира дали ти овој предмет некогаш би го употребувала дома? Зависи што е. Но Кога ќе погодиш, јас сум сигурен дека ти можеби не секој ден, ама секој втори ден го употребуваш овој предмет. не знам. Да допрам? Ајде. Не знам дали е тоа што мислиш. Што мислиш? Краставица. Извадих си го тоа точно слободно. Значи, Моника дефинитивно ја познава здравата исхрана и многу добро знаеш Да. што е краставица. Јадеш ли краставици? Да. Колку од прилика оваа краставица има сантиметри? Тоа не знам, искрено не сум добра во проценка на сантиметри. Па големо е да ти кажам. Моника Станојкова, дами и господа. Али во право си, навистина, посебно во овие летни денови. Убаво е да се краставица. Точно. Така, во секој случај. Јадете краставица? Се враќаме назад со нас една од поголемите македонски звезди, Моника Станојкова. Моника, игравме една многу забавна игра. Ти си сепак искрено, ова е шоу бизнис. Да. Сепак. Не очекувам од тебе. Може очекуваше, не знам, патлиџан. Се храниш ли здраво? Па не. Искрено Мо? не. Не се хранам здраво, тоа ми е... Извини. Сите обично дали кажуваат да се хранам здраво, ти искрено не. Не, тоа ми е многу голем минус, бидејќи многу ретко користам здрава исхрана и во последно време се трудам барем малку од малку да ја внесам во мојата рутина, да кажам, и ќе видиме. Добро, сакам да те пофалам дека си ослабната. Да, благодарам. Ослабната си, значи јадеш краставици, сепак е тоа здрава искрена. Да. Во секој случај, кога сме кај слабење, зборувавме за хейт коментари, но за жал имаме еден глобален проблем, а тоа е многу луѓе се здебелуваат. Дали поради нездравиот начин на исхрана и така натака. Затоа повторно би сакал да кажам дека сакам да звучиме само мотивацијски кон оние луѓе кои што нели имаат проблем со килажата, со тежината и кои нели цела да ослабнат. Дали на пример си се навредила ако некој каже дека си дебела? Не, затоа што луѓето мислат дека дебелината доаѓа само од храната, што е многу голема небулоза, да кажем, многу голема невистина, затоа што има многу луѓе кои што се соочуваат со здравствени проблеми. Стресот игра улога. Стресот игра огромна улога, затоа и мојата, да кажам, мојата килажа е добиена на база на преголем стрес, кој што го има претрпено мојот организам. Некои луѓе знаат, некои не, мада не сакам да се навраќам на таа тема, воопшто не сакам да зборувам. Имам доживеано еден трагичен настан пред отприлика 2 години. Да. Да, имав изгубена бременост. Ексклузивно прв пат го кажувам ова кај тебе. И многу голем стрес имав после таа случка. И мислам дека не само на мојата килажа, тој стрес влијаеше буквално на промена на мојот живот. Имав проблем со косата, имав проблем со здравствени проблеми. Затоа сакам да кажам дека некој навистина се бори, да речеме, со шеќерна болест, со тироидна жлезда, кои што сите тие фактори влијаат на гојазноста. И не е јадењето или храната, небитно, не е единствен фактор за да човек дојде до некоја одредена тежина. Моника ме најажи.
Јас и ти се пазнаваме и приватно се дружиме, ти си навистина одличен, одлична си како навистина како човек и другарка и се. Ова приказ да не ја знае, фала ти што беше искрена и што ја кажава ексклузива во мојата емисија, беше бремена. Да, имав јас долга врска од скоро 5 години. Човек за кој не е јавна личност, но Да, го да. експонирачте јавно на TikTok. Да, но не е битно сега, Да, нема да, потреба да да. се спомнува. Имав долга врска, каде што живеев јас со партнерот, буквално беше и повеќе од врска. Се случи бременост, која што беше сакана, значи не беше случајна, не беше несакана бременост. Планирана бременост, да. Немаше, реков дека нема да зборувам, но ќе кажам, не би одела детално, бидејќи навистина тоа многу потресно и многу ми го смени мојот живот и многу друго гледам на стварите после таа случка. Што реков јас, кога ми се тоа случи, јас најлошо го преживеав, не би ме повредил некој коментар или било што друго во животот, кога јас веќе најлошото ме снајде. Во, да речем, некаде крај на 4-ти месец, што не беше ни мала. Веќе одиш кон средината на бременост. Да, се случи престана срцевата реакција на плодот и така се случи да ја изгубам јас бременоста. И после тоа јас бев доста време на антидепресиви. И пак ќе кажам, сакам да дадам совет до луѓето, бидејќи јас не слушав никој, мислев дека психолог не е добра опција. И сакам да кажам дека сега зборуваме за женските кои што поминуваат во низ такви фази, дека е многу битно да се побара стручна помош во такви ситуации, дека тоа не е воопшто ништо срамно, не е табу, иако кај нас се смета како табу тема. Да не поминуваат сами низ тие работи, бидејќи е многу тешко кога минуваш сам низ нешто што е навистина премногу болно и премногу стресно за самиот човечки организам да може да се избори со тој стрес. Да. Ти помогна ли некој? Ти беше ли некој до тебе? Ти беше ли поддршка? Искрено ти кажам, во тие моменти јас не сакав никој до мене. Пак ќе ти кажам. Дали таткото на за жал нероденото дете беше со тебе? Па не би го коментирала тоа сега. Не би зборувала. Затоа раскинавте, извини? Не, ние бевме уште некое време заедно, но негово е натаму како што, тој се знае, на негова чест секако. Али јас не сакав никој во тој момент. Не сакав дури ни моето семејство, не сакав ни мои другарки, пријателки, не сакав да побарам стручна помош, единствено мислев само дека ако пијам апчиња за спиење, за смирување, дека само тоа ќе ми помогне, едноставно сакав само да спијам, не сакав да го поминувам денот будна. Но после некое време исто така се сретнав со една моја не толку блиска пријателка, но која што ме убеди во тоа дека морам да побарам стручна помош, дека морам да се обратам кај психолог, психијатар, затоа што ситуацијата не беше ситуација која што може да се решава дома, може да ја решавам сама јас. И во оваа прилика сакам да ја се заблагодарам, ќе ја спомнам и нејзе, знае она колку и како ми помогна во тој момент. Дојдов до контакт со еден предобар психијатар кој што моментално не работи во Македонија и мислам дека после тие кобни 7 месеци кои што ги поминав ја во агонија, да речем, многу повеќе ми беше стресно периодот после тоа отколку самиот губиток што ми се случи. И мислам дека ако не побарав стручна помош, дека еве поминало тогаш 2,5 години, јас и ден денес имам последици од тоа, но ипак многу ми помогна и затоа пак ќе кажам во такви случаи е многу битно да се побара стручна помош и дека не е тоа воопшто срам. Така е. Да. Моника, како денеска ти би ја советувала старата Моника, младата Моника? Старата Моника би ја советувала многу повеќе личности. Старата како личност во секој случај. Да. Дека требало на многу повеќе личности да ги тргне од животот, кои што мислела дека се јас тогаш сакав да кажам, имаше една изрека која што кога ќе ја слушнам ден денес цело време ми е на репит, поред оваквих пријателја не ќе ми бити потребни непријатели. Во тој момент имав многу такви покрај мене. Инаку друго се би направила исто, освен
пак ќе ги спомнам тие слики и таа несакана платформа која што ми се случи. Но мислам дека ако Зборуваме за OnlyFans? па слично на OnlyFans, да. Оние слики кои што Да, излегува во јавност. единствено тоа е можеби нешто што би сакала да го тргнам и некои личности кои што се биле нездрави за мене, за во моја околина, а се друго би може ова звучи клише, но се друго би направила исто, затоа што мислам дека ако не сум одела по тие постапки, дека можеби не би била сега и не би седела овде на ова место со тебе. Така и навистина, после се ова што го слушнав, јас само можам да се поклонам, а верам дека тоа ќе го направат и многу гледачи, затоа што си навистина синоним за храброст и ти дефинитивно влегуваш во делот на она смисла на строфата на Живко Самарџич во која века не суди по амбалажи. Точно. Тебе навистина те осудуваат и те осудуваа многу луѓе и после оваа приказна мислам дека сте ќе бидат засрамени. Ти си навистина посебна личност и ти посакувам навистина многу среќа. Не би сакал да стражуваме на оваа тема, но морам да те прашам како твоите родители изреагираа кога ти се случи тоа, таа агонија животна со детето, кога го изгуби? Па, како и секој родител што би изреагирал нормално на сите им беше тешко бидејќи знаеја дека сум бремена и се тоа, но мислам дека во тој момент Предпоставам дека ти се подготвуваше за детето, скупуваше работи. Па искрено не се подготвува баш, бидејќи мене во 3-ти месец ми беше, да речем, диагностицирана, ако можам така да се изразам, 3 степен на високоризична бременост. И морав да бидам во строго мирување. И во тој момент, мислам, мојата втора сестра, Марија, таа плакаше заедно со мене, никогаш нема да ги заборавам тие моменти кога и соопштив што се има случено. Така да, пак ќе кажам, јас не сакав никој да има во тој момент и не би можела да обвинам никој од моето семејство, затоа што јас сакав да се изолирам, мислев дека сама многу подобро би се изборила со тоа. Но сестра ми во тој момент се најде кај мене и можам да кажам дека во тие моменти со неа го пројдов тоа, иако на сите беше премногу тешко. Ајде другите 2 сестри ми се мали, тогаш во тој момент можеби не можеа да ја сватат трагичноста на таа ситуација, бидејќи се навистина мали, но ден денес знаат да го спомнат тој случај и верувам и знам дека на сите им беше премногу тешко, пред се на мене како мајка, да речем, на еден начин што идна мајка што требаше да се оствари. И едноставно тоа е нешто најлошо што ми се има десено во животот, бидејќи сум имала среќно детство, не сум имала проблеми, секогаш сум имала исполнет среќен живот и тоа остави голем траг на мене. И многу се имам променето од тогаш па се до сега. Апсурдно е да кажам за оваа приказна во секое зло добро, но единствено што ми преостанува да ти кажам е дека ти си многу млада, имаш 24 години, 1 година сме разлика. Така е, пред тебе имаш многу живот, знаеш дека денеска живееме во тренд во кој нели луѓето стануваат родители после 40-та година. Верувам дека ти нема да бидеш, нели, ако не си обожавател на тој тренд, но имаш пред тебе многу долг живот, имаш многу години во кои верувам дека ќе се оствариш како мајка. Да, па сега ако ме прашуваш, можеби не 40-тите, но 30-тите. 30-тите, да. Тогаш пак ќе кажам беше планирана таа бременост. Тогаш бев и помлада и но не се погодил извини виздинскиот човек кој што би можел утре да ја игра улогата како татко, како вистински татко. Така да еве затоа повторно ќе се извинам за својата безобразност и апсурдност во секое зло добро. Така е, мора да гледаме на секое зло што ни се случува во животот, мораме да го тражиме доброто, оптимизмот не смееме да го изгубиме. Така е, треба да го тражиме, односно да го бараме по литературно македонски, но за моето последно прашање, апропо маветот, нели за ова твоја најголема животна болка агонија, дали некогаш си размислувала самоубиство? Не, искрено не. И мислам дека тоа е
последна фаза што би можел човек да ја помисли, но пак ќе кажам не ги осудувам ни луѓето кои што имаат помислено на тоа, бидејќи психата е многу страшна работа, многу сложена работа. Комплексна, така. И во некои моменти не можеме да се избориме со тоа. Јас колку што јас паметам, немам никогаш помислено, а мислам дека и во таа ситуација не можам да тврдам сигурно со 100%, бидејќи во тој период јас навистина бев во како да кажам во шок и многу работи не паметам, бидејќи како што кажав не сакав да бидам будна. Можеби некогаш ми прелетало низ глава, не можам да кажам, но дека некогаш сум одлучила да направам, да сторам такво нешто, не. Браво. Аплауз молам за Моника Станојкова. Моника, зборувавме и за твојот идеален маж, или не те прашав за идеален маж? Еве, кажи ми 3 карактеристики кои ти би сакала да ги има некој твој идеален маж. Па, не знам, ја мислам дека идеалност не постои. Кај мене е многу битно она нешто што не може да се опише, а тоа е кога ќе го почувствуваш, што викам, оно X фактор, она нешто, она хемија која што самата ќе се поврзе, али ипак ако веќе гледаме некои конкретни предиспозиции, мене ми е пред се битно партнерот да ми е лојален. Лојалноста ми е многу битна. Битно ми е да има широки отворени сваќања, не сакам ограничени луѓе, не сакам класични луѓе, не сакам неамбициозни и некреативни луѓе. Многу ми е битно да биде амбициозен, да сака да гради. Битно ми исто така и да биде финансиски стабилен. Big boss, money. Да, тоа ми исто така битно за мене и за нашето потомство, да кажам. А физички изглед не ми е пресуден. Средно, висок, малце прокелов. Не ми е пресуден, али пак покрај мене нормално би одговарал некој убав и згоден маж. Нема да бидам скромна, јас сум зашто да не, секој има право позната сум по тоа дека избор, сум на своја желба. многу голем егоист и нарцис, да кажем на еден начин и многу голема љубов имам спрема себе. И многу е битно човек да се сака сами од себе, да се поштува. И исто така сакам и мојот еден маж. И твој порив, нели, за идеален маж во иднина е некој убав, згоден, развиен? Да, али пред се ми се побитни карактеристиките кои што ги кажав, а нормално и физичкиот изглед. Да. Ке си дојде сам по себе. Апропо мабетот за идеален маж, јас ќе ти поставам нели 4 примери на мажи, а ти ќе одбереш кои вака од надворешен изглед кои тебе повеќе ти се допаѓа, дали може. Еве ќе започнеме со еден ворител, како му беше името, Давид Давидовски или Стефан Лазаров? Ова е многу тешко. Се шал. Нормално дека Давид Давидовски пред се што се знаеме приватно и те многу ценам и те многу поштувам. Стефан, нешто имаше ти некој проблем? Не би го коментирал, мислам дека не е вреден да се спомне повеќе во било кое мое излагање. Да, мислам дека те навреди еднашка на TikTok, ако не се лажам. Па не еднашка, неколку пати. Неколку пати на самиот почеток и мислам дека неговото име го он изгради на тој начин, плукајќи по други. И мислам дека и моите видеа многу му помогнаа за маркетинг. Дефинитивно. Тоа треба да се промени. Одиме па натаму, Кристијан Станковски Бомбакис или па Бојан Јовановски? Кој ти е поубав? Бојан Јовановски. И него мислам дека доволно му дадов на значај во почетокот на емисијата. Ајде нека биде Бомбакис. Да, Бомбакис е нели симпатично детенце. Да, но морам да кажам дека имам една замерка за него. Пак ќе кажам ништо лично, значи ние соработувавме со него и се тоа, но мислам дека премногу ајде плука, нема да се изразам баш така, кон инфлуенсерите, а самиот тој е еден вид на инфлуенсер. Зборуваме, извини, за Бојан или за Бомбакис? За Бомбакис зборуваме. Да. Па, пример, првото негово појавување беше со транспарентот "Не сте инфлуенсери, не вработени сте". А сега многу голема контрадикторност, но пак ќе кажам ништо лично, значи исто така имам почити спрема него пред се, имавме супер соработка и се тоа, но не знам, тоа е некоја моја конструктивна критика спрема него, па сега тој како ќе го Кристијан, да се прибереш и да не правиш глупости. Исто и Бојан, нели? А за Бојан Јовановски што ти кажам? Ништо нема да кажам, само можам да му кажам дека пред се прво треба да погледне какво е неговото криминално минато,
и мислам дека такви, слободно ќе кажам, криминалци и затвореници не смеат да го земаат моето име во уста. Океј, тука се исплашивме, нели, од овој коментар, од што не смеат. И така е, како што кажав и на самиот старт, тоа не ми било проблем да го повторам, нели, повторно, дека треба да сме честни и добри луѓе и на луѓе кои не ни направиле зло, не треба, нели, ние први да ги удираме со камен. Една единствена Моника Станојкова, Моника на вистина, јас инаку ме викаат Баба Вања 2, по надворешниот изглед, многу сумно. Да. И односно знам да предвидам иднина, затоа што имам страшна интуиција, ова се го излажав, но имам интуиција за тебе дека навистина имаш блескава кариера пред тебе и навистина си млада. Имаш многу поминато во животот и верувам дека ќе останеш тели една длабока, јака, силна инспирација за многу жени, па и мажи, затоа што нели сепак живееме во време во кое што мажите не се доволно силни за разлика од жените карактерно. Зборуваме. За самиот крај би те замолил да се снајдеш во една водителска улога и да ја одјавиш оваа денешна епизода од Давид на прва. Добро, каде да гледам, во таа камера? Ова камера е твоја. Драги гледачи, ова беше емисијата на Прва Скопска телевизија. Се надевам дека уживавте исто како што уживав и јас, и мојот гостин. И се... Извини, кога ќе се емитува? Се гледаме, сега беше да се гледаме на 17 нели јуни во 21 часот. Во 21 часот. Односно, секој вторник во 21 часот на Прва Скопска телевизија правиме одлични забавни шоу и мотивацијски разговори правиме, а во оваа денешна епизода се уживавме со Моника Станојкова. Фала ви, останете со програмата на Прва Скопска ТВ. Thank you.